Почитувани гледачи, добар ден. Во денешното издание на емисијата Вашиот пратеник, гостинка е една од најактивните дами на собраниската говорница, мајка на Пелагија и Тома, стоматолог по професија, пратеничката Дафина Стојановска. Добре дојдовте во собраниското студио. Добар ден, благодарам за поканата, чест ми. Во најавата спомнавме дека по професија сте дипломиран стоматолог, магистриравте на менаџмент во човечки ресурси. Подолго време сте активна на политичката сцена. Од каде еден стоматолог се најде во политиката? Ве интересираше ли политиката во средношколските денови, во студентските денови, кога бевте помлада? Во средношколските денови би можела да се сетам на ако може да се поврзе со политиката, бев ангажирана, се случува во тие периоди војните конфликти на територија на бивша Југославија и во Гостивар се одржува неколку протести. Имаше еден гостиварчанец, припадник на Југословенската народна армија, по некоја случајност и моја генерација кој што погина во тие војни конфликти. Имаше како протест некој, јас бев определена да бидам говорничка од моето средно училиште. Може би некоја дарба за реторика, за говорење. Од основното училиште имав многу добра и ден денес ја паметам и споменувам професорка наставничка по македонски јазик, со која што навистина многу учевме за реторика, за јазикот, граматиката. Мислам дека од неа ми е таа дарба и јас до крајот на моето образование средношколско бев убедена дека ќе студирам литература, книжевност и македонски јазик, но на самиот крај се одлучив да ја одберам стоматологијата, бидејќи имав планови. Мојот татко беше покоен, сега стоматолог, и така се одлучив за оваа професија, но не жалам. Дојде период кога може би тој мој талент или таа мој интерес за македонскиот јазик да можам да го искористам. Инаку и во домашна атмосфера, и кога бев немажена и кога се омажив, кај нас секогаш се зборувало за Македонија, никогаш за Југославија, иако според возраста јас ја доживеав кратко и бившата Југославија како наша држава, но секогаш и татко ми, мојот сопруг, биле само за Македонија, за незината самостојност и независност од никоја друга сила, само да се потпреме на себе, така да може би тука лежи мојот мотив да ете понудената шанса да влезам во политиката, ја прифатам и еве до ден денес каде сум стасана. Ги спомнавме вашите почетоци во политиката. Родена сте и се уште живеете во Гостивар, а сите носиме вредности и традиции од семејството како основна клетка и од местото каде што живееме и некои особини кои што сме ги стекнувале во текот на растењето и на подоцнежниот живот. Колку она што вие го стекнавте во семејството го пренесувате на вашите деца и на вашите помлади колеги? Се трудам и мислам дека семејните вредности мора да се негуваат. Може би живееме во еден подолг период, да речам транзиција или како да го наречам, кога навистина семејните вредности ни се загрозени, и се трудам да ги задржам. Наследени од моите претходници, ги паметам деновите поминати со моите баби. Мајката на мојот татко беше доста побожна жена и домачинка. Секоја вечер пред легнување ќе си ја кажеше молитвата, додека другата баба беше со некоја поинаква судбина. Таа секогаш не учеше да внимаваме што зборуваме. Побитно е тоа отколку постите и оние религиозни работи, но од двете страни сум ги извлекла позитивните работи. Верувам во семејните вредности, јас се трудам во моето семејство тоа да го задржам. Инаку, бидејќи го споменавте Гостивар како мој роден град и град во кој што живеам, навистина е специфика да се живее таму и може би привилегија, би рекла. Тоа е една мултинационална средина каде што навистина имаме добра живеачка буквално со сите, без разлика на било каква припадност. Празнуваме заеднички празници, кога доаѓа време на тага, секогаш си подаваме рака и мислам дека тој амбиент е за мене неспоредлив со ниеден друг и не би го заменила, или родното место во суштина е едно, не може да бидат две, така да го сакам Гостивар, ја сакам традицијата, начинот на кој што се живее, празниците, сите моменти споделени со соседи, со колеги, со
школски пријатели, со генерации и така натаму. Гостивар е пример на соживот, така треба, јас велам и во политиката, без разлика ете имаме одговорна државничка улога, секогаш треба и државата, и институцијата во која што работиме да ги третираме, да ги негуваме буквално како својот дом и своето семејство. Доколку тој менталитет успееме да го наметнеме и на овие нови генерации, мислам дека Македонија навистина може да ја направиме уште подобро место за живење, бидејќи ние сме традиционален народ, посветен на семејството, тоа тие квалитети и вредности не смееме да дозволиме со текот на времето да бидат изгубени и заменети. Не знам дали може нешто да го замени семејниот момент, семејните ручеци, празници, така да тоа се вредности со кои што треба да се гордееме и да ги негуваме во секој случај. На почетокот на нашиот разговор ја споменавме љубовта кон македонскиот јазик и вашиот активизам како средношколец. Колку она што го стекнавте како знаење и како искуство низ годините ви помага во работата во законодавниот дом? Па секако, еве овој дел веќе го споменав и навистина ми помага, без разлика дали гостувам еве во телевизиска емисија, на некоја дебата, еве во собрание. Мислам дека и реториката е вештина која што се учи, треба постојано да се негува. Сете тој талент може би сокриен негде длабоко во минатото, дојде време да го истакнам, но морам да споменам дека во однос на законодавниот дом, јас во мојата кариера првите 8 години ги работев како матичен стоматолог во моја приватна ординација која што отворивме со мојот татко, а последните 8 работев во Фондот за здравствено осигурување, каде што ако не ги читате законите, не ги следите нивните промени, не ги почитувате, во суштина не може да се снајдете во работата и мислам дека и тој дел добро ми дојде тука во собранието, така да имаше некои дилеми меѓу колеги или вработени тука во службите да често помислуваат дека сум по вокација правник. Може би овие 8 години поминати во Фондот за здравствено осигурување ми помогна многу и во законодавниот дел да се вклопа. Председател сте на верификационата комисија, заменик председател на Собраниската комисија за избори и именувања. Како член сте во Комисијата за финансирање и буџет, Комисијата за здравство и уште неколку други собраниски тела. Зашто најмногу дебатирате, говорите на седниците на овие работни тела и зашто најмногу се залагате во вашата работа? Така, член сум и во Комисијата за уставни прашања, во Комитетот за односи меѓу заедниците, Комисијата за следење на спроведувањето на правична застапеност на граѓаните од сите етнички заедници и заменик член во Националниот совет за евроинтеграција. Значи, зависно од комисијата кои се темите, така дебатираме. Во здравство секако за унапредување на здравството, најактивна или со најмногу заседавања секако е Комисијата за финансирање и буџет. Кога се ребаланси буџет во прашање, секогаш имам удел во активностите, во подготовките, во говори, во реплики, контрареплики. Уставната комисија засега нема заседавано. Го знаете нашиот став по однос на доколку иако други практики од други држави говорат дека Уставната комисија не заседава само кога треба да се отвори именува устав, имаат и други надлежности, но кај нас таква е праксата и да активна е комисијата за прашање на изборите и именувањата, каде што знаете сите тела за кои што членови председатели врши избор собранието се тука се расправаат, се разгледуваат, секоја подготовка прво да се разгледаат документите на апликантите, потоа да се оди на дискусии, конечно на изборот, така да динамични се сите овие комисии каде што членувам, но секако би требало да знае македонската јавност дека секој пратеник има можност во било која комисија без разлика дали е член, доколку е член или заменик има право да гласа, но останатиот дел од активностите се подеднакво возможни за сите пратеници кои што би покажале интерес и желба да дискутираат. Паралелно со пратеничката функција, редовно сте на терени меѓу гостиварци. Петок е ден за средба на пратениците со граѓаните од нивната изборна единица.
Зашто најмногу разговарате и кои се барањата и проблемите што граѓаните и гласачите најчесто ги споделуваат со вас? Па да, сега реалноста е таа, сега во оваа позиција откако ВМРО ДПМН стана владеачка партија, значи најчесто би рекла се барања за вработувања, но има и добар дел кои што бараат да се реши некој локален проблем или пак дел, бидејќи еве сум членка на Комисијата за здравство и стоматолог, има и такви кои што на пример би ме замолиле за некоја услуга, на пример кај некој доктор да имаат преглед, контрола и слично, и генерално тие се барањата. Некогаш се доаѓа и со предлог, што е многу ретко, но обично граѓаните доаѓаат на средба со пратеник, особено од кога се работи сега за пратеник на власт, најчесто со овие барања кои што веќе ги споменав, и зависно од активностите во собрание, ние за жал не секој петок можеме да бидеме на средба со граѓани, но мојот асистент кој што е задолжен за таа канцеларија секогаш забележува кој побарал средба со мене, и досега не се случило некој да не биде исконтактиран и оној ден кога сум таму да биде повикан и таа средба да се реализира. Речиси сме на средина на вашиот мандат како пратеник во овој парламентарен состав 2024-2028 година. Зашто ќе се залагате до крајот на овој мандат како пратеник и кога би сакале да издвоите една заложба по која би сакале граѓаните да ве паметат во овој мандат, што би било тоа? Добро, во теков на овој мандат, бидејќи сме владеачка партија, моите заложби би биле генерално за покачување на платите на сите вработени, што се надевам дека нема да биде невозможно, бидејќи најголем фокус на ВМРО ДПМН е да се дигне економијата на многу повисок ранг. И еве како стоматолог би ми било идеал зошто да не докторите, но тука нема да ги издвојам и професорите, бидејќи сметам дека образовниот систем е клучен за да имаме напредок реален во држава, да им се покачат доста платите. А како едно што би издвоила, што е моја, да речем, и политичка и животна цел, би рекла, да доживеам, зошто да не, што поскоро во овој мандат, не знам дали тоа би одело преку собранието, но да дочекам да уставобранителите конечно излезат од замданите каде што според мене се навистина неправедно осудени. Тоа е мојато животно мото во оваа политичка кариера. Ви благодарам за можноста за овој наш разговор и што пред нашите гледачи се представивте во прво лице. Ви благодарам јас.